На пат за Витлеем. Човечкиот живот е најскапоцениот дар што човекот го добил од Бога. И за да го зачува, човекот постојано измислува начини, пронаоѓа начини со кои најдобро може да си го обезбеди животот. Често се прават големи залехи на земни добра, но и се заборава што е вистинското богатство. А човечкиот живот овде на земјата поминува многу брзо. Господ Исус Христос, нашиот Спасител, ја раскажува параболата за тоа како на некој богат човек нивата му родила многу. И си помислил што да прави. Нема во што да ги собере плодовите своји, па си рекол: ке ги урнам амбарите своји, ќе созидам поголеми и таму ќе го соберам сето своje жито и сите своји добра и ќе речем на душата своја: душо, имаш многу добра, приготвени за многу години, јади, пи и весели се. Но Бог му рече: безумниче, нокеска ќе ти ја побрам душата твоја, тоа што си го приготвил, кому ќе му остане? Ова парабола го привлекува вниманието на фактот дека земните добра не го прават човекот среќен. Работејќи за земниот живот, не смееме да заборавиме дека ќе дојде времето кога ќе заврши овој живот и ќе треба да застанеме пред Господ. Денес има многу луѓе кои се богати и во животот повеќе не им треба ниту Бог, ниту црквата. Заслепени се едноставно од земните добра, богатства и како богатиот човек од Евангелието велат: душо, имаш многу добра, приготвени за многу години, јади, пи и весели се. Наместо да одат в црква в недела и празници да му се заблагодарат на Бога за неговите дарежливи земни дарови, одат на прошетки или на одмор, се одрекуваат од Бога и залудно го поминуваат времето. Господ често не предупредува човеку: не си создаден за земјата, туку за небото, и нема да понесеш во вечноста ниедно од твоите земни богатства. Да се запрашаме зошто живееме на земјата и што треба да оставиме зад нас. Ако живееме за да го славиме Божјото име со нашите усни наутро и навечер, ќе добиеме награда во Царството Небесно. Ако живееме само за да се богатиме физички, а не духовно, тогаш залудно живееме на земјата. Да се подсетиме на зборовите кажани од Господ дека дрвото што не дава плод се сечи и се фрла во оган. Задачата на секој човек што живее на земјата е да ја зачува својата душа за вечноста. Денес има многу луѓе богати, а сепак се сиромашни по дух. А има и уште повеќе сиромашни луѓе кои се богати по дух. Авраам, Јаков, цар Давид и праведниот Јов се карактеристични примери за и покрај големото богатство, сепак може да се живее скромно. Но и добро е да се подсетиме на зборовите на апостол Павле: се ми е дозволено, но се не ми е корисно. Запомнете, се што имаме е дар од Бога. Затоа да го следиме примерот на мудрите луѓе во нашиот живот кои знаат да ги спојат земните потреби со духовните. Да се збогатиш за телото, да се збогатиш за душата, да се подсетиме дека нашето тело ќе помине, а нашата душа е вечна. На пат за Витлеем.